некој може би ќе се онесвести што ме гледате тука, ама еве сум. Денес нешто си поставува прашање на Инстаграм и некој ми пише за YouTube канал, дали би снимала видеа. И иако јас бев сосем откажана од YouTube, дојдов на идеја да снимам едно видео, па како што ќе биде, нека биде, не ветувам дека и понатаму ќе снимам, ама до некоја инспирација и сакав да ви го снимам ова видео. Се двоумев дали да го направам за IGTV или овде, ама еве нека оди овде, па ќе видиме ако нешто случајно има гледаност или видам дека сте заинтересирани за вакви видеа, ќе се потрудам и понатаму да снимам, ако не никому ништо. Решив да ви снимам видео, мојата колекција на накид, ќе ви покажам се што јас имам, како го организирам накидот, некои трикови, интересни работи што можеби ќе ви помогнат да се снајдите или можеби да си го пронајдете вашиот совршен накид. Јас сум голем љубител на накид, особено на златен. Ретко кога носам сребрен накид, повеќе сакам златен и скоро се ми е на златно. Имам некои сребрени работи кои во некои случаи доколку ми затребаат за некои комбинации, но 98% ми е златен. Така да може да преминиме на видеото. Ќе започнам прво со тоа што моментално е на мене и она што најчесто го носам. Прво нешто што постојано го носам и што никогаш, мислам, многу ретко го вадам, тоа е ова ланче Ксенија, кое е златно. Имате доста прашања поставувано на Инстаграм, ама не знам дали некогаш сум ви кажала, ова е од златара во Прилеп, изработено е по нарачка и сигурно имате во сите златари да ви изработат ланче со име. Второ е ова ланче од колекцијата на Ангела Мајлуа, исто така и обетчињата. Ќе се задржам на обетчињата подоцна, но сега ќе ви ги покажам и овие две. Овие две се од Remember Me и моментално ми се најубави, најмногу си ги носам нив. Па скоро секогаш така нешто кога имам ново, најмногу си го носам, но ова ми е нешто што го комбинирам со се. Исто така и овој прстен е еве вака. Ќе ви снимам се јас убаво од блиску за да си видите. Сега кога станува збор за ушите, јас имам по 3 дупчиња, лани зимото си ги направив 4 дупчиња на двете уши, двете си ги имам од секогаш, од мала. Сега прво имам некој трип дека ако не носам обетчиња една вечер или 2 вечери, мислам дека ќе ми зараснат ушите, можеби е точно, можеби јас само си умислувам, ама никогаш гледам да не останам без нив, но ова бидејќи ми се од мала тие си се навикнати, не зараснуваат, не носам, ама на овие новите, да речам, постојано носам. Медицинските ги загинав и сега ги носам само овие постојано. Буквално кога и да излегувам да се сликам или да се сменам накид, односно обетчиња, после тоа кога ќе се приберам дома ги вадам и си ги ставам овие и со нив спијам. Буквално никогаш не ги вадам кога немам потреба. И сакав да кажам дека кога излезе брендот на Ангела имаше доста драми околу тоа како биле од AliExpress и слично. Ќе ви покажам накид од AliExpress да видите колку е квалитетен, дека буквално за еден ден носење може да биде катастрофален. Овие јас ги носам од како излезе брендот, не знам точно кога беше, ама ги немам досега извадено воопшто и ги носам и кога се капам, што пишуваше дека не треба и малку е променија бојата. Не се толку јако златни, ама пак се златни, не се сребрени. Освен тоа друго буквално ништо не му фали. Сега преминуваме на организација и ќе ви кажувам што се имам во мојата колекција. Вака само ќе ви ги покажам ланчињата да видите како изгледаат сите ланчиња што ги имам. И сега ќе ви кажувам како ќе си ги редам и ќе ви кажувам нешто за нив. Тука овие се летни ланчиња што си ги носам најчесто во лето, така да сега можеби ќе ги приберам овие школкиве.
Сега сакав да ви покажам само разлика на квалитет. Овие се сите од медицински челик и кога купувате, гледајте да купувате бижутерија со медицински челик, односно не ргјосувачки челик, како и да се вика. Видите разликата на овие сите ланчиња што се тука се од Stradivarius. Преубави модели имаат на ланчиња и навистина секоја сезона вадат нешто уникатно и предобро, ама видете ова се буквално носени многу малку, да не речем 10 пати, а ова му се има случајно после вториот или третиот пат на носење, така да навистина не се воопшто квалитетни. И убави се за еднаш-два пати да ги носите, ама мислам дека не вредат, затоа што може да најдете многу поквалитетни и поубави кои што се во ваков нергјосувачки челик и кои ќе си ги носите стално и нема да ви огрдат и да ви се промени бојата. Целиот накид, односно сите ланчиња си ги редам тука, затоа што многу ми е згодно, не ми се заплеткуваат и лесно си ги вадам од тука. Прво на едниот дел си ги ставам сите ланчиња што се во овој модел, значи синџирчи. Следниот дел ќе бидат овие со паричка и тука ќе ги наредам сите такви. Не знам сите точно од каде се купени, ама ако нешто знам ќе ви кажам, знам дека овие скоро сите се од Докидасо. Еве, овие се со плочка и со паричка во едно. Јас повеќе носам златно, така да ретко го носам, ама ми е толку убаво што си го чувам за некогаш. И сега одиме со накидот од Stradivarius, кој што ви кажав дека е навистина не е квалитетен и не е баш убав, бојата му е сменета, не знам некогаш и зошто го чувам, ама ајде да не се најде. Не ви го покажувам него, затоа што навистина се доста стари, сигурно веќе не можете да ги најдете. И ова многу веќе има променета бојата, не знам дали можете да забележите, ама е како кафено и ова не знам дали ќе го задржам. Ова е преследко, сега брзо го добив и ептен ми е убаво. Сега ќе имам уште овде две закачалчиња и тука на едната ќе одат сребрените ланчиња, кои ретко ги носам, ама си ги чувам за секој случај. Ова е синџирче. Исто така уште едно такво. После го имаме ова. Едно со крвчиња и две белезици. И останаа уште белезиците во златна боја. И белезиците сите скоро се од Докидасо. Само многу сакам некогаш да си ги носам, а никогаш не ги ставам, буквално секогаш заборавам. Ова е исто Rose Gold боја. Ја имам ова која е со пеперучиња. И тука имам две исти. И овие две. Ова навистина многу убаво стои со часовникот што го имам во златна боја, па често знам да си ги скомбинирам нив две. Овие прстени кои си ги чувам во ова е буквално некоја пепелјара од Jumbo. Да го зумираме убаво, да го фокусираме односно. Еве го вака. Овој е од, сега точно не се сеќавам од каде е, ама не е од Stradivarius. Ова е исто така од Докидасо. И до сега нема сменето нити бојата, нити си има изгребено. Овие два се сребрени. И овој малку има сменето бојата, односно и малку поцрнет, ама се бриши тоа. И овој беше таков го избришав. И сега сите овие останати што ги имам тука се од Stradivarius и не се баш нешто квалитетни. Сите имаат сменето бојата.
Еве, овој најмногу може да се запримети. На накитот што се најдува во мојата фиока. Сега малку тука имам еден проблем, ама ќе ги тргнам овие за да ви покажам. Тука си ги чувам некои што ми се значајни и што не сакам да ми стојат тука. Тука ми стојат стегачињата за коса и сите овие копчиња назад, а од нив имам кутија која што си ги чувам овие бисери, а тука во оваа кутија сега ќе си ги ставам и овие летени ланчиња за да не ми зафаќаат простор на тоа тука и ќе си ги извадам кога повторно ќе сега овде вака ми стојат голем број на обетки. Се некои што ми се постари и што моментално не ги носам толку, па затоа ми се тука. И ама овде имам сребрени, овдека се некои баш како посвечени обетки. Но некои што не ги носам толку често, па поради тоа стојат затворени и не треба постојано да отворам кутијата. Сега да си ги вратам овие што ми беа тука и ќе ви ги покажам. Тука се некои сребрени кои што си ги носам обетчиња. Овдека имам златни обетчиња со како се вика овие? Со бисери. Да, и овие крвчиња ми стојат тука и овие обетки се од дуки дасо и ми се едни од така поубавите, исто така се со бисери и преубаво стојат, тие стојат тука. Овде ми стои накидот што ми е понов и што најчесто си го носам. Исто така овие се паковчињата од накидот што ми стигнува од Remember Me, јас вака си ги наредив и прекрасно изгледа фиокава, иако сакам цела фиока да биде само со овие, да ги немам овие, ама моментално нема кај да ги ставам, па затоа стојат тука. Сега, Remember Me имаат најубав накид и еве, овие прстени се сите од кај нив, е пресладко. Уште едни прстени кои се преубави, исто од Remember Me. Не ве лажам кога кажувам дека имаат преубав накид и ова прстенче кое е во бела боја, исто како ова што е црна. И ова ми е најново, пред некој ден ми стигна заедно со едно ланче што ќе ви го покажам. Не знам точно како се викаше од каде, ќе ви напишам некаде за да знаете. Овие се исто некои пресладки обетчиња, тие мислам дека се ќе ви пишам за сите точно што знам, што памтам, затоа што некој не памтам од каде се. Овие се од Remember Me, ми се најново нешто што ми го имаат испратено. Овие се без, не мора да имате дупче за да ги ставите. Еве ги како изгледаат. Потоа овие исто се од таму. Има во помала варијанта и поголеми. Потоа овие се исто како и ова прстенче нови, ама ќе ви кажам од каде се точно. Овие се исто Remember Me. И ова е исто како овие обетчиња тука, односно овие тука. Не мора да имате дупче, само се става на уше. И најомилените во последно време со ланчињата што ви ги покажав на почетокот. Овие постојано си ги комбинирам, исто ова и овие си ги ставам, така да тие ми се едни од поубавите и овие. Еден период не ги вадев, само нив си ги носев. Од овие ги имам само овие, имав уште една, ама си ја загинав и ми остана само ова делче, а ми падна во буквата, така да сега ги имам само тие две. Сега кај обетките кога сме, ги имам овие се од Дуки Дасо, големи, исто така и овие. Овие ќе ви оставам од каде се. И овие се исто, мислам дека скоро па и сите од Дуки Дасо. Ги имам овие така како синџирчиња.
парички. И овие обични. Овие се едни од најубавите обетки, мислам што ги поседувам. И ова ланче кое си го чувам, односно чекам некоја прилика за да си го ставам. Тука имаме белезици кои се исто од Remember Me и кои се преубави, односно овие две се од Remember Me, ова и ова. А ова е комплет со ова ланче. Може да си ги ставам тука заедно и тука ми стојат и овие што ги носам ланчињата. И овде имаме обетки што се шаренки, малечки. Ама сите се некои така што се полетни во боја. И сите се пресладки. Ова е часовник што си го добив за роден ден од моите и го обожавам. Rosefield е и го има во My Time. Овој часовник тука е од мајка ми, само не знам што бара кај мене. Сега овде имам, не знам, некои уште обетчиња што се еве вакви. Не ги носам често, но тука за да се најдат. Кажам нешто само накратко за организацијата. Јас нешто ви зборував додека го снимав видеово, односно додека ви ја покажував колекцијата, ама сега само сакав да ви кажам како можете да си направите, да си го организирате накитот, да ви биде лесно пристапен, да не ви се меша се и да не можете да се снајдите и да си најдете тоа што ви треба и да не ви се плеткаат ланчињата. Значи најдобро, мислам според мене, најдобро решение е како торзо или можеби нешто во друг облик. Имам сретнато на интернет доста вакви каде што може да си ги закачувате, затоа што иако вака изгледаат натрупано, не се плеткаат едно со друго, така да кој да ви треба може да си го извадите лесно и најкогаш се случува се заплеткаат, да бидеме реални, ама не толку често. Може да си ги ставите во нешто вакво, во некое ова е пелјара од Jumbo, ама може да си најдете или некоја тацна убава или нешто така слично и можете да си ги чувате прстените тука. Јас сакам цела фиока да си ја наместам со такви кутивчиња и сега сигурно има нешто во IKEA или во Jumbo или не знам каде, има некои организатори за накит што може да се стават во фиоки. Имам видено кај некои јутуберки, ама сигурно се многу скапи. Така да доколку си порачувате накит од некои онлайн страници, како Remember Me, например, сега, бидејќи мене ми се од таму, па затоа и не ви ги кажувам, сите му се кутивчиња исти, така да ќе си ги собирате подолго време како што ќе си купувате накит и потоа од нив можете и капачето и капачето и долниот дел да си ги ставате разделено. Мене ми се само долните делови, затоа што има многу, ама може и двата дела да си ги ставате и да си направите во фиоката се да ви биде исто и така да си ги сортирате според тоа што како вие си сакате и како најлесно вие да пристапувате до нив. Јас си ги имам наредено онака по кои ми се понови, кои ми се постари, некои што ми се постари ми се по повеќе, а некои што ми се понови се сами. Му давам посебно место додека настанат тие стари, па потоа одат во тој другиот куп. Сакам цела кутија таква, цела фиока таква да ми биде, ама поради тоа што имам премногу во кутиите и нема ке да ги ставам нив, сега за сега ми е така, ама понатаму може да си преуредам нешто. Се надевам дека нешто корисно ви кажав или ви дадов некоја идеја можеби како да си ги организирате или каде да си најдете добар накит. AliExpress, да, и сите некои така онлайн страни што продаваат накит, внимавајте за тоа што може да биде некористен, да го платите доста пари,
а да ви ргјоса за еден ден или да ја смени бојата, така да гледајте кога купувате накид да биде од некои проверени страни. Јас ќе ви оставам во описот на видео неколку интернет, односно инстаграм страници што продаваат квалитетен и добар накид и од каде што нема да сгрешите доколку порачате. Гледајте да биде тоа од нергјосувачки челик кога порачувате, за да не треба да ги фрлите, односно за џабе парите. Страдивариус накитот да, преубав е и навистина има многу нови модели, како излегува нов тренд, таму се има навистина, ама накитот е за 1 до 2 носење и тоа е се за ова видео. Доколку ви се допадна, не заборавајте да ми оставите лайк, за да знам дека ви се допаднало и за да ви снимам можеби и друго видео. Ако имате некои идеи што би сакале да снимам, пишете ми во коментари. Исто така пишете ми мислење за ова видео. Се гледаме во некоја следна прилика. Останете ми поздравени и чао!